На светското првенство во кикбокс Македонија доби уште еден херој. Освојувајќи злато на неговите гради, правејќи ја горда земјата во чие име се надпреваруваше, Александар Георгиевски стана светски првак. За своите успеси зборува скромно, како да не е свесен дека е на светскиот врв. За спортот кој го избрал за свое животно хоби раскажува со воодушевување, а за Македонија говори како за земјата на која и ги посветува сите своји успеси. На светското првенство се искачи на највисокото место на подиумот, добивајќи признание за макотрпните подготовки кои ги имал. Имаше организирани подготовки од страна на репрезентација кои беа поддржани од Агенција за млади и спорт, од самата влада од државата Македонија. Тие беа во 3 циклуси. Беа летово во Бугарија во Варна, потоа во Дојран и на крај беа една недела пред самото првенство во Софија. Сите трае по 10 дена, кои што многу значи, тие подготовки многу ни помогнаа на сите. Потоа редовни тренинзи во матичниот клуб Fight Team во Радишани, кај што сум веќе 2 години од самото основање на клубот. Макотрпните подготовки не беа доволни за нашиот шампион. Освен тренинзите, прател и надпревари на интернет преку кои ги надоградувал своите техники на самоиницијативни тренинзи. Кикбоксот за неупатените е синоним на груба игра во кој спортистите често се повредуваат. Александар објаснува дека таквите мислења се погрешни. Многу зависи од противникот. Ако противникот е долен за те повреди, он ќе бара начин да те повреди, ќе бара било како да туди не е правилно или прљаво како што си заруваме ние, за тоа да повреда. Али најчесто нема повреди, што повредите се како и во секој спорт, што секој во спорт што нема доприз, доја до повреди, пример да спомнам тенис или фудбал, добро е за фудбал има. Пример тенис што нема никаков контакт, па може да до некој си скринување, некој мускул, некој лигамент. Сега дека има удари, да, тоа е очигледно дека за да победиш мора да зададеш удар. Сега, али 80% од тренингот ни е како да се одбраниме, да додеме до позиција ние кога ќе нападнеме да не примиме удар, максимално да бидеме заштитени. Најчесто при удар страда носот, а често се добиваат мали модрици. Македонскиот шампион потврдува дека не игра брутален надпревар, туку спорт без омраза. Откако добро ќе се истепаат во рингот, со противниците Александар често се дружи и пие кафе. На спортските победи нема многу време да се израдува, бидејќи веднаш се враќа на тренинзи и тешки подготовки. Насловните страници со неговата слика и име го радувале. Признанието 13 ноември го направи горд, но најдраги му се честитките кои лично ги добива од луѓе кои му приоѓаат. Се води од едно мото. Тој стана шампион и ја направи Македонија шампион. Луѓето приоѓаат, честитаат, целнела дома има в гости, она поцелен доаѓаат само носат нешто поклони, честитаат, ме гушкат онака и тие се гордат, пошто сепак ова е за Македонија, не е лично за мене. А и мене ми и голема гордост и чест ме да представам вака на држава, поготово за таа држава да освојам прво место. Нисте тие 65 земји, е се дека заведам дека Македонија во таа дисциплина, во таа калажа е шампион. И тие 2 години тоа ќе стои секаде, тоа е влегува во историја си. Светското првенство не му е единствен надпревар и овој златен медал не му е единствено признание. Нашиот херој неколку пати го завеа македонското знаме во рингот. Во Македонија им настапувано 4 пати, 4 меча. И од тие 2 мисли со победа, една ми е дисквалификација, една ми е пораз. Тоа е нормално во почетокот се има додека да се лезе во ритам. Сега вака поголемо напорување беше на светскиот куп во Тешан во Босна и Херцеговина. Таму има 2 меча, во полуфиналето победив против Турција и во финалето против Босна. Таму освои второ место, исто во оваа дисциплина Kick Light, и мислам дека тоа беше причина зашто овдека бев директно ставен во полуфинале. Александар неодамна дипломираше на Машинскиот факултет во Скопје. Ке бара работа по струка, но од кикбоксот никогаш нема да се откаже. А еве што им порача на идните спортисти, на кои сега има идол, а некогаш можеби ќе му бидат противници. Да не прекнат да спортуваат,
и никош да не се откажува дека ако бидат доволно уперники ќе го остварат својот сон. И оние кои што се уште не почнале и се мислат кој спорт да го запишат, нека запишат било што или еве кикбокс, па нека сфорат некоја си спортска култура, па понатака ќе видат кон што има преиспозиции, кон што се склони и ќе видат дека ќе посетни таму резултати како што еве ние од Македонија можеме да се пофаламе дека постигнав. За Александар златото не е крајна цел. Со јасни предизвици и цели продолжува кон нови победи. Само напред, шампионе!